И Моника, кажи ми што те инспирираше да носиш оваа маска вечерва? Пред се добро вечер, Марија, и маскава мојот другар Давид ми ја набави, така да јас не бев известена до последен момент дека треба да носам маска, но мислам дека ми се супер уклопува аутфитот. Дали мислиш дека под маска луѓето се чувствуваат послободни? Па да. Претежно кај нас во Македонија мислам дека да. Ако можеш еден ден да бидеш анонимна, што би правела? Па може би било во домовите на оние кои што ми се прават пријатели, да видам навистина што мислат за мене. Би сакала да ни откриеш што се случи со твоето момче? Ништо, повеќе не ми е момче. Значи сега си слободна девојка? Да, сега сум слободна девојка, така да сите знаат веќе што се случи со тоа реалити и на кој начин излегов, така да тоа е веќе минато, мислам дека нема ни потреба да се зборува, сега ќе чекаме новата сезона па ќе коментираме нешто за новите случувања. Што те мотивираше тоа ти да станеш инфлуенсер и еве да се бавиш и со еден начин да кажеме TikTok кариера? Па затоа што мислам дека е ова баш за мене. Не се пронајдов во ниедна друга професија, да кажам, и се пронаоѓам во ова, ми прија ова, го сакам ова, најбитно е во животот да го работиме она што го сакаме, а инспирација како инспирација сум самата на себе си. Би сакала да те прашам, имаш спомнато во претходни интервјуа што ги имаме гледано, дека имаш, да кажеме, свој бутик, онлайн бутик. Како напредуваш со таа работа? Сега моментално е во стагнација, затоа што кажав баш во претходното интервју дека планирам да отворам своја ателје. Моментално беше само онлайн продавница. Сега моментално нема парчиња за продавање. Чекам да се склопат некои коцки и во најскоро време планирам да го отворам уште еден од мојот сон, а тоа е ателје. Исто така со мојот колега Давид спремаме нешто заедничко, но се уште не смеам да ви откриам за што се работи. Моника е многу добар човек и одлична, само тоа сакам да го кажам. Да, сите баш да се надоврзам кога ќе ме запознаат луѓето во живо го менуваат мислењето, бидејќи пред камерите изгледам сосема друго. Ете, и ти знаеш каква сум јас си приватно и се тоа. И тоа е тоа. Еве што би можела да кажеш на личностите кои што се позади камерите, како изгледаш ти кога не си пред камера? Па јас сум буквално обична, спонтана личност, позитивна пред се. Така да мислам дека луѓето треба да ме запознаат во живо за да го сменат мислењето, бидејќи колку и да го зборувам јас тоа пред камера, не може да се свати до таа мера која што навистина ја знаат луѓето кои што се во моја близина, затоа што јас не се фолирам, али луѓето имаат изградено погрешно мислење. Ја мислам дека тоа мојот начин на облекување, мојот начин на изразување, целата контроверзност и се тоа. Сепак тоа си е твој стил. Да, и по тоа сум и препознатлива. Ипак мислам дека за оваа работа треба да имаш нешто по што луѓето ќе те познаваат, не можеш да бидеш обичен. Точно, и знаеш да си го износиш тоа. Да. И мислам дека одлично се снаоѓам и многу ми е мило што успеав, посебно тука кај нас во Македонија, затоа што гледам дека се помалку и помалку луѓе се, како да кажам. Значи, што е сака да каже Моника? Моника сака да каже како ти го фатив, страшно ти го фатив. Микрофонот, така ли е? Моника има X фактор, она е родена за оваа работа и мислам дека она е синоним на девојка која што е кралица на шоу бизнисот во Македонија и така да еве можеме да кажеме дека си Моника буквално го реинкарниравме шоу бизнисот во Македонија. Еве на ексклузива јас ќе се бацам Моника како кралица на македонскиот шоу бизнис. Тирајте се, јас имам работа. Секако Давид ќе ни се придружи понатаму. Која емоција не можеш да ја прикриеш во себе? Која емоција? Па не знам, јас многу вешто кријам емоции, искрено. Така да сега моментално се соочувам исто така со еден тежок период во мојот живот и гледам дека јас воопшто не плачам и не знам мислам некако не ми е природно тоа, али мислам дека тие емоции мене ме стигнуваат баш касно и тогаш ме катастрофа. Али углавном многу добро можам да крием емоции, тоа некогаш е добро, некогаш не е добро заради тоа што тоа се собира и на крај може да настане многу поголема ситуација. И тоа е. Да, долго те немаше на социјалните медиуми, кажа дека имаш некои приватни проблеми, да кажеме семејни проблеми. Да. Кога ќе го откриеш тоа на другата публика која што те следи? Па искрено се уште не сум спремна да зборувам за тоа, затоа што се работи за болест на една моја многу блиска личност, така да кога ќе заврши се тоа, јас се надевам дека ќе заврши со позитивен исход. Тогаш мислам дека ќе зборувам затоа што се уште јас не сум спремна да го прифатам самата со себе, не можам ниту да го представам на јавност. Се надевам дека се ќе биде во ред и фала ти премногу за ова прекрасно интервју. Фала ви и на вас, Марија, председател, да те пофалам, прекрасна си и предобра водителка. Фала ти премногу исто.